150 македонски државјани вечерва се враќаат од Обединетите Арапски Емирати. Меѓу нив најголем број се туристи кои се затекнале таму во моментот кога почна војниот конфликт на Блискиот Исток. Чартер летот е организиран од Дубај и ќе слета на меѓународниот аеродром во Скопје околу 21 часот. Ова е првиот од трите чартер летови кои владата ги договори за нашите граѓани кои побараа помош во дипломатските представништва. На овој лет за Скопје се качија вкупно 151 патник, колку и што впрочем беше предвидено според договорот од Софлај Дубај и расположивите седишта во авионот. Приоритет се земени семејствата со деца, кои што биле присутни овде за туризм по основ на туристички престој. Апсолутно сите се безбедни, ние сме во постојана комуникација со нив поединечно, со сите наши граѓани кои што се пријавени во амбасадата, а исто така аз лично сум во редовна комуникација, 3 пати дневно добивам информации од кризниот штаб на Обединетите Арапски Емирати. Фитнес инструкторот Марио, кој живее и работи во Дубај, вели дека не е меѓу првата група патници кои се враќаат вечерва, бидејќи приоритет биле семејства со деца и туристи. Со оглед на тоа што само што се вратив од ручек на плажа на Палмата, ситуацијата е прилично нормална. Генерално тековниот живот си тече, луѓето работат, шетаат. Нормално дека не е со таа динамика која што беше пред целата ситуација, но генерално е безбедно и функционално. Така да нема рестрикции, нема забрани за движење. Од време на време еднаш во денот, последниве неколку денови добиваме известување преку порака дека може напад и тоа е превентивно се советува дека треба да бидеме на затворено место, во затворена просторија, да не бидеме изолирани на отворено. Ако чувствуваме дека има стварно нешто кое што е опасно, би се вратиле со другиот авион, ама ситуацијата се уште да речем стабилна. Факт е дека секој човек различно делува на овие работи, некој се чувствува загрозен и сака да си оди. До среда ќе бидат реализирани уште 2 лета со комерцијален авион. Со нив ќе бидат вратени околу 400 македонски државјани кои се пријавиле од Емиратите, 89 лица од Катар, 36 од Кувајт, 15 од Бахрейн и 5 од Саудиска Арабија се на списоците за враќање дома. Авионите ќе полетаат од Ријад како најбезбедна точка во овие кризни подречја. Дотаму се организира спроведување на патниците по копнен пат. Од владата рекоа дека со овие комерцијални летови ќе бидат вратени и странски државјани за кои државите од регионот побарале помош од владата. До сега се вратени 5 македонски државјани кои побарале да бидат евакуирани од Израел. За нив беше организиран транспорт до Египет, од каде беа преземени и со владиниот авион се вратија во Скопје. Нашите ДКП во меѓувреме асистирале и за 6 лица кои побарале да бидат евакуирани од Тел Авив и Каиро. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.